Почитувани влюбеници во литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Во овие емисии гостуваат инспиративни луѓе кои што работат на повеќе колосеци, се оспаруваат на полето на културата, литературата, уметноста. Имавме и лекари, но сепак тие имаат некаква допирна точка со креативноста. Ретко кога имаме некои директори, иако ако можеме да кажеме дека во денешнинава постои некој што е многу успешен и актуелен, тоа е денешната моја соговорничка, но ние ја каниме да ја расветлиме како уметник, бидејќи таа е ликовен уметник, нејзиното име е Дита Старова Керими, а директорка е на Националната галерија на нашата земја. Дита, јас ви посакувам добре дојде. Се обидов во една реченица на брзина да ве представам, иако тука сме во овој половина час да ве расветлиме пред се како креативен човек, како уметник и на гледачите да им стане јасно зошто сте толку инспиративна и толку успешна во вашата професионална дејност. Добре дојдовте во Астрорум за почеток. Ви благодарам многу, почитувана Бранка, за поканата. Огромно е задоволството да се биде дел од твоите инспиративни сериски емисии за културата. Секогаш можеме многу да научиме, благодарејќи секако на духот на културата кој што секогаш беше присутно во нашето семејство, покрај нашите родители, секако дека следењето на квалитетните емисии кои ја третираат уметноста секогаш биле приоритет во нашиот дом. Така, ќе почнеме со вашиот дом, со вашето семејство, односно кога се случи првиот допир со уметноста. Вие сте ликовен уметник, најмало дете во семејството, трета од трите ќерки на семејството Старова, вашиот татко познат литерат, академик Луан Старова и вашата мајка, судијка Гзиме Старова, познати на нашата јавност, но тоа е помалку важно бидејќи две деца се ориентираа кон уметност, а едната кон литература, најстарата сестра, сепак во доменот на книжевноста, таа е врвен преведувач. Како се случи вие да фатите четка во рака или почна се со цртеж? Имав големата среќа покрај мисиите, дипломатските мисии на татко ми, така и моите сестри, да бидеме дел од неговите патешествија низ светот. Така да првата прилика од уметноста, со допирот на уметноста, беше токму во Тунис, каде што голема инспирација ни беа тие остари истории, од кои што се инспирирав и ден денеска во мене живеат тие стари споменици кои што беа присутни низ целиот Тунис. Тогаш почнав со воите и секогаш моите негуваат ден денес ги со пасија ги чуваат моите први обиди. Со големо воодушевување се радувам на нивната посветеност како родители. Не можам да кажам дека денеска сме толку посветени на нашите деца, можеби недостигот на време, иако одвоивме сега повеќе време кон нашите, но таа стара традиција на негување на обидите на децата и како создава еден постојан внатрешен начин да се пронајдеме себе си во тоа што сакаме да ни биде живот.
предел. Потоа среќата да одиме во Париз, исто така постојаните посети на најзначајните музеи како што се Лувр, Жорж Помпиду, каде што најсовремените изложби беа во тек. Секогаш посетата на музеот или на еден концерт, можам да кажам дека беа на неделно ниво, да се посети, беше императив на моите родители да негуваат културата кај нивните деца. Мислам дека и како е потребно, јас се трудам и моите деца и со активностите кои што ги имам сега во галеријата, токму да ја начнам потребата и да им кажам на сите дека и како е потребно да се негува уметноста, дека не секогаш зборуваме нели за различните уметности, дека тие се утре, задутре, ако ние се определиме дека ќе имаат задоволителен приход за да оствариме добар живот. Но јас сметам дека доколку сме исполнети, бидејќи креативната струка и како исполнува, тогаш ние сме можеби и повеќе спремни од тие што финансиски се спремни, бидејќи сме задоволни со тоа што го креираме и доволна е нашата креација да ги исполнува и другите личности. Со тоа воедно создаваме и поубаво општество за идните генерации. Потоа се запишувам во средното уметничко училиште, по интензивни препораки на скулпторот Томе Серафимовски, кој претежно вида дека мојата амбиција да станам уметник не е само детска, туку напротив дека ќе создаде и како резултат. Пред тоа во Париз исто така посетував еднозначајно париско ателје, каде што има многу интересен образовниот систем во Париз. Јас зборувам сега пред 20 години, каде што еден ден во неделата, средите, беа токму дадени од страна на образованието, од страна на учебната заедница, да биде посветена на уметноста, на спортот, на сите активности кои што се различни од другите кои што создаваат барат повеќе напор за да се совлада една тематика. Средите беа дадени токму за уметноста и посетував еднозначајно париско ателје, каде што Ирен де ла Руајер, така се викаше професорката, не тираше да ги копираме импресионистите. Зошто импресионистите, бидејќи тие тогаш ги создаваат првите импресии од сликата, не е потребно само да се превземе, да се копира сликата онака каква што е, туку напротив ние треба да размислуваме на импресиите кои што ги создаваат сите објекти и боите да ги пренесеме како што ние ги чувствуваме. Значи, преку тоа и како осознав за француските импресионисти да ми бидат голем импакт во понатамошното создавање. Потоа, како што реков, во средното уметничко училиште, потоа се запишувам на факултетот за ликовни уметности во класата на професорот Симон Шемов, исто така кај него ги следам и магистерските студии, за да на крај се запишам на културолошки студии при Универзитетот Евро-Балкан, поточно под менторство на менторот Мехмет Ибрахимгил, кој што е дел од тимот на Гази Универзитет. Гледајќи ги вашите, имате многубројни самостојни изложби, групни изложби. Гледам зад вас платно на Мазев, ќе се сетам на вашите колоритни вибрации. Вам бојата ви е едно силно оружје, би рекла, и соодветствува и со вашата личност, раскошна личност. Кога дојдовте до тој момент, творечки момент, колку ви требаше да се пронајдете себе си? Не можам да кажам дека е пронајден моментот кој што, бидејќи тогаш би требало да се запре со уметноста, така да трагањето е постојано, како што реков, тие почетоци датираат уште во париските години кои што ги следав во моето образование, кои што проследија после во
студиските денови, но најинтензивни беа трагањата по значењето на боите, по нивното толкување на односите, на соодносите, на комплементарните односи, на влијанието во нивното прикажување, како тоа ќе влијае во внатрешно прво како кај мене како создавач и во тие што ќе ги гледаат сликите. Потребата нели секогаш е да се креира, да се создаде еден внатрешно смиреност, но исто така и да се создаде нешто кој што секој би посакувал да го има и да биде дел од своето секојдневие. Можам да кажам дека секогаш бев една од тие што треба да како што реков и прикладно, без импровизации. Значи, темелно да се истражи една тематика, да се создава кон тоа од почетоците, од потезот на цртежот, од трагањето на наносите на боите, дека не секоја техника или не секоја акрилната техника овозможува една димензија на создавање, маслената техника друга, сега современата бара големо познавање на електронските медиуми, каде што можам да си речам дека и не толку се препознава, повеќе се препознава во ова материјалното кога го создавам и кога со самиот нанос на тие, секогаш и професорот Шимов ќе рече, погледнете палетата, платното се создава прво па после вие сте тие кои што ќе го пренесете, дали сте вични или не, во платното кое што ќе го создадете. Што ви беше инспирација? Вие рековте дека имавте директно бевте насочувани кого да копирате во Париз. Предпоставам дека тоа остави длабока трага до денес. Да, денес можам да кажам. Дали отидовте понадвор? Можам да кажам дека импресионистите секако ми се ненадминливи, но сега современите, нели, и со самата работа сега ги истражувам и другите техники на создавање, како што се нели видео уметноста, исто така сега спремам една изложба што главната се што ме познаваат знаат дека мојот внатрешен порив исто така голема инспирација имам и од цветовите. Така да сегашната која што ја ноември во Kids, се токму инспирацијата која што ја барам во цветовите, па да не откриваме премногу, би сакала и вие да бидете гостинка, па отпосле да ви раскажувам повеќе за таа креација која што моментално ја создавам, иако можам да кажам дека сега малце се по-тешки условите за создавање, бидејќи освен нели што сум и директор, сум и мајка и во посебни услови, но никогаш не можам да го постигнам мирот доколку не сум активна и ликовно да бидам смирена и да можам да да опстојам во другите улоги кои што ги имам, ако примарната моја улога како уметник не ја обавувам. Сега сваќам зошто цветовите се и многу чест моден детаљ кај вас, веројатно таа инспирираност од раскошот што го нуди природата остава трага во вашиот живот генерално. Сега да поминеме на овој другиот дел. Вие сте, би рекла, млада личност за сериозноста на функцијата која што ја извршувате. Веќе 5-та година, ова е ваш втор мандат на почеток, како ја раководите Националната галерија, но тоа не е само еден објект, тоа е и мала станица, и Даут Пашијаното Амам, и Чифте Амам, и куќата на Личиновски. Многу објекти од различен тип, со различни предизвици и многу често со проблеми. Знаејќи каква е општата атмосфера во нашето живење, дисконтинуитетот кој што се случи во многу институции, порано
поминавме од еден систем во друг, од една држава во друга држава, но она што го направивте во првите 4 години е навистина фасцинантно. Тоа се големи изложби на Мазев, на Корубин, на ќе ми ги споменете сите, донесовте автори што ги немавме видено досега, многу тематски, интересни изложби во сите објекти. Кажете ни малку, ева, ако е можно во неколку минути за тие 4 години во Националната галерија. Кога дојдовте и сега, што би можеле да кажете, до каде стигнавте? Да. Не би сакала сега да ги одвојам имињата, знаете, ние уметниците сме секогаш суетни доколку забораваме некого. Беше богата програмата која што ја создадов на овие 4 години. И ако не можам да избегнам да кажам дека никој не го гледа тоа што е пред да се реализира изложбата, само се гледа помпезноста на вечерата и секогаш настојувам да биде во светски рамки, да не биде една импровизација која што после ќе се види. Напротив, сите уметници ја очекуваат таа изложба. Тоа е еден своевиден ритуал од самите почетоци на создавање на едно дело па до финиширање на сите дела кои што создаваат една изложбена целина која што уметникот смета дека треба да ја изложи. Како уметник од секогаш ми пречеше дека објектите беа запоставени. Треба една силна рака да застане зад културното наследство конечно во нашата земја и еден подолг период да се занимава само со инфраструктурата на нашите културни споменици. Ние прославивме 70 години. Не можам да кажам дека уште 70 можеме да истраеме доколку не се застане силно зад Националната галерија. Иницијативата на поединец, како што беше случајот во Националната галерија, и благодарение на тоа што и самите вработени во галеријата ја следа динамиката која што наложив, создадовме една слика дека е потребна галеријата за секого. Значи можете да видите различни настани, од едукативните работилници за најмали па до ретроспективните изложби на нашите основоположници, но сите да бидат со нашите услови кои што го имаме, да ги реализираме на најпрофесионален начин колку што можностите ни дозволуваат. Секогаш ми беше проблем дека нема доволни услови за да се може да се реализира една изложба. Пред да бидам директор на Националната установа, секогаш ми причаше дека прилично беа затемнети објектите без некоја грижа од самите тие што се и тековно од тие институции, така да си направив една програма која што треба да се реализира, да не биде нешто што не може да се реализира, туку напротив да се реализира. Така да сметам дека прво почнавме со Да од Пашиниот тамо, каде што како галерија немавме ни продавница каде што може да се купат нашите монографии или малите реквизити кои што се секогаш спомен од големите музеи. Така да го отворивме во Да од Пашиниот тамо, сега и во Чип тамо. Направивме едно делумно зацврстување внатрешно на објектот преку светлосната инсталација, така да сега можеме да речеме дека постојаната поставка ја доживуваме на поинаков начин, бидејќи една од најголемите потреби за едно дело да се доживее како што треба, освен условите внатрешни, е неминовно и осветлувањето. Во Чифтаама проблемот беше горлив. Се уште е горлив, бидејќи тука имаме и проблем со влагата, тоа е стар османлиски објект кој што постојано му треба грижа, не е само моментално кога ќе се најдат средства, туку тоа треба да биде тековно во секој период. Се радувам што Американската амбасада увиде за потребата и за наложбите кои што ги имав во Чифтаама да биде центар на случувањата во старата чашија. Сите настани кои што се случуваат внатре да се зборува за нив, да траат и да бидат посетени, да не бидат само тековни и минорни за една програма, за една наша програма, само колку да се случат настаните. Напротив, за еден настан
за да биде задоволителен, треба и како да се зборува за тој настан, така да Американската амбасада биде заложби позитивни кон Чиптаама и исто така дел од проблемите ги затворивме и сега можам да кажам дека како изложбен простор ги задоволува највеќе потребите моментално. Сега моите најголеми императиви се Мала Станица, каде што оваа година Министерството за култура има добиено пари преку посебната програма која што ги опфаќа инфраструктурните проблеми на институциите. Конечно ние имаме за основен проект на Мала Станица, се уште не е реализиран, не можам да кажам зошто од страна на Министерството за култура. Се надевам дека сега со новата министерка тоа конечно ќе почне и ние ќе имаме светски музеј каде што ќе можеме да ја примиме современата уметност, бидејќи тој и е познат како мултимедијален центар. Исто така во догледно време треба да се реши и можам да кажам и најгорливиот мој личен проблем е куќата на Личеновски. Зошто го сметам личен, бидејќи на Франција, кога се гордее со музеот на Пикасо, ние имаме куќата на Личеновски и се уште немаме како институција финансиска помош за да можеме таа куќа конечно да ја отвориме и да биде достапна за сите посетители, бидејќи тој бил и директор на националната установа, но оставил голем легат на државата за да ние треба доследно да се заблагодариме преку отварање на конечно на таа куќа. Вие споменавте чаршијата и сакралните исламските објекти, вам тоа ви беше и тема на докторатот, сигурно темелно и научно ги имате проучено. Ја споменавте и новата министерка за култура, таа е токму во областа на заштита на културното наследство. Јас се надевам дека конечно ќе вроди тоа со плод сите овие заложби. Да ве прашам што лично ви беше најголем предизвик од изложбите и најголемо задоволство. Велите не сакате да споменувате имиња, но јас сепак би сакала да споменам имиња, бидејќи се работи за творци, за личности. Зборуваме за големи имиња како споменавме Мазев, Кодра. Ќе ми споменете уште други, затоа што од депоата беа извадени дела што долго време лежеа таму и конечно јавноста можеше да ги види. Можеме да кажеме дека големите изложби на Спасе Куновски, Тоншија, Клазовски и ред други изложби беа реализирани токму како што рековте, јас прво како студент и како ликовен уметник ја чувствував потребата дека тие дела на начин да и бидат понудени на публиката, да бидат свесни идните генерации кои што ќе сакаат или ќе размислуваат за уметноста дека ние сме имале великани. Мојата најголема желба подсвесна како студент и како ликовен уметник беше некогаш да присуствувам на, иако сум присуствувала на претходните изложби на Петар Мазев, но јас сама да бидам дел од една таква реализација. Многу се гордам на таа голема реализација која што ја направивме преку изложбата на Мазев и каде што покажавме дека со голема финансиска помош можеме да реализираме една светска, а наша изложба. Да ги поставиме високо императивите и да можеме да ги достигнеме, но пак ќе речем не со парцијално да се помогнат некои проекти, туку да се препознае. Ние секако знаете и вие, Бранка, дека културните установи поднесуваме една програма која што после претрпува ревидирање, која што можеби изостанува и дел од тоа што ние сметаме дека е најквалитетно, бидејќи ние имаме и еден стручен тим кој што тоа го одобрува и го донесуваме по Министерството за култура. Се надевам конечно дека некои уметници кои што ни беа во програмата претходните 2 години, кои што беа избришани од нашата програма, недоволно помогнати и мислам дека со нив ќе создадевме и текаков импакт, дека во
догледно време дека нема да се случуваат такви работи, туку напротив, ќе бараме по најдоброто да се прикаже најдоброто за да го создаваме најдоброто, зашто ние имаме и капацитет и можности, а и минатото тоа го докажува. Како што рековте и вие, тоа што го имаме ние во депото во Националната галерија, тоа е еден збир на големи слики кои што во тоа време директорот на галеријата Мартиновски, значи посетува неколку области во тогашната Југославија и ги зема најдобрите дела кои што ги имаме ние во депото. Значи повеќето и соседни земји се чудат на некои автори кои што ние ги имаме, кај нив ги нема веќе тие автори. Се чини дека многумина заборавија колку е важна ликовната критика, новинарството што ја следи самата уметност и работата на институциите, но вие и самата уметник веројатно секогаш поаѓате од себе и ја знаете важноста на одгласот, на регрутирање на нова публика, така што фасцинира моментот дека чувствувавте потреба да ги викнете сите релевантни медиуми и новинари, кога го завршивте вашиот 4-годишен мандат, да се преслушате пред нив, да им дадете еден вид на отчет што сте направиле и да прашате што е тоа што може да се подобри, што е тоа што било пропуштено и без срам да кажете дека некои од тие забелешки, критики веќе ги имплементиравте. Од каде таквата висока свест и совест во едно време каде што ретко кој дава отчет, ретко кој се грижи за традицијата, континуитетот, за оние што биле пред вас и оние што ќе дојдат по вас, какви институции и продукции ќе оставите. Кажете ми нешто за тој момент. Искрено се радувам што во годините кога растев, следев голем број на новинари, како што и претходно реков, меѓу нив сте и вие, кои што оставија силен и длабок впечат тоа кај мене. Можам да кажам дека спремноста кај некои од културните, од новинарите кои што се бават со културната област, и те како се поспремни од самите професионални личности кои што ги имаме во институциите. Потребата, значи, да се комуницира со новинарите, колку што можам да кажам за моја среќа, бидејќи се уште се тие со кои што растев, се уште се активни и се уште можат многу да дадат во ова општество и да добиеме од нив, бидејќи се повеќе добри критичари за тоа што се работи и секогаш сакаме прво јас како уметник и како институција да бидеме дел од дивните осврти. Жал ми е што нема идни генерации на новинари со кои што ќе може да комуницираме. Се надевам дека ќе се појават нови имиња кои што прво ќе се огледаат на претходните, за да може и другите да комуницираат на соодветен начин. Така да мислам дека лично како директор на институцијата и како таа комуникација ми е постојано потребна и неопходна. Многу сум им благодарна на сите поединечно, пак не би сакала да ги цитирам со имиња, бидејќи сите се извонредни со тие што имаме комуникација и сите на секаков начин се секогаш и присутни на нашите настани и со добра, можам да кажам понекогаш и со лоша критика, која што не ја сметаме за критика, туку за насока како да се подобрат работите, за позитивна насока како секој проект да ни биде поуспешен од претходниот. Рековте на самиот почеток дека не е едноставно да се балансира со обврските дома, вие лично како уметник и како менаџер, но верувам дека за извршување на сите овие функции треба силна база, силна наобразба и континуирано учење. Знам дека говорите повеќе јазици, сакам да ве прашам што читате,
во слободно време, ако воопшто го имате слободното време, и каде наоѓате подкрепа за да можете да истраете. Не секој ден ни е убав, не секогаш сме станати на десна нога и не секогаш можеме да ги издржиме сите предизвици, притисоци, дневни обврски. Сакам малку повеќе да ве прикажеме на приватен план, но во смисла што е тоа што ве држи високо на професионалното ниво. Не е секогаш лесно, како што рековме, како жена да се действува, бидејќи нели жените сакаме да имаме една рака секаде, каде што ќе бидеме присутни, каде што можеме да ги направиме измените. Но благодарение на поддршката прво од моите родители и сега од семејството, тоа се надминува. Секојдневното слободно време не можам да кажам дека ми е достапно, бидејќи секогаш тоа мало време кое што го имам, го користам за да може, нели, на доколку не му е раката во дејство на создавање, тогаш се прекинува и дарбата и нема континуитет и не може да кажам дека се создава, а тоа не би била јас. Во однос на читањето, претежно во последно време сум освртена кон книгите кои што се базираат на вистински истории, на одредени личности кои што действуваат и кои што создале нешто или оставиле некој импакт во општеството, така да можам да кажам дека сум повеќе насочена кон тие инспиративни книги, но исто така и кон делат кон книгите кои што се за одредени уметници. Исто така кои што они самите ги пишувале или некој ги пишувал за нив, за да можам и на некој друг начин, пак ќе речам дека и тоа слободно време кое што го имам за читање, пак мора да го на тоа кои што постоја со секојдневно правам, за да се постигне сето она кон кое што сум насочена. Можам да кажам дека сум голем оптимист, можеби и имам голема интуиција, така да сите препреки можам секојдневно да ги надминам, без разлика, нели, секојдневниот живот секогаш ни приуштува и некои неблагодарни работи, но приликата да се даде на некого можноста да се покаже, сум бескрајно благодарна, но исто така и тоа што со повеќето имам создадено таква комуникација, каде што мојот оптимизам е прифатен и мојата професионалност да се направат измените. Секој чекор е можеби, како големата изрека, индивидуален е мал, но за општеството историски ќе остави еден белег на големи промени. Се радувам како што реков дека за овие години направивме, лично сметам, една мала промена која што треба да биде уште поголема. Некои измени сега се направија, така да се надевам дека ќе бидат позитивни и во однос на културата и конечно, како што рековме, дека ликовната уметност ќе си го земе своето јас и конечно ќе се подржи на соодветен начин. Имате одности кон младите, со самото тоа што почувствувате потреба дека треба галеријата да им ја приближите на најмладите, оној интересен проект со децата со попречености, поддржани бевте од холандската амбасада. И тоа беше навистина голема промена. Не дека не се прават такви работилници, но чинам дека овде беше многу разиграна, многу транспарентна, многу потребна. Зборувам, чисто ги прераскажувам импресиите на луѓето кои што беа инволвирани и конечно тоа одекна и во медиумите и го доби местото што го заслужуваше. Што би им порачале на помладите генерации, иако повторно ќе потенцирам, вие сте една од најмладите менаџери во областа на културата, но со оглед на искуството можете секако да давате препораки. Тековното работење со различните генерации како создава еден друг начин на размислување. Најмладата категорија е
благородната професија со која што може да се зборува, да се осврне човек кон нив, посебно децата со посебни потреби. Прво да се осврнам на тој проект, бидејќи ми е многу при срце, со сите тие активности, благодарејќи на вработените во Националната галерија, посебно на координаторот Маја Димитрова, која што заеднички се препознавме и рековме дека потребни се тие активности да се поддржат и да ги понудиме на различни места. Така да холандската амбасада припозна, и тогашниот амбасадор, дека е проект кој што е осмислен за сите. Не индивидуално само некои одредени цели да опфати, туку напротив, во тој момент кога се реализира една работилница, и самите деца, и родителите, и општеството, и одредени личности преку беседи, преку трибини да разговараме за одредени тематики. Просторијата во галеријата за некои теми е многу лесна за да се разговара. Не се тие, нели секогаш целиме кон тие трибини да се развиваат во некои одредени простори, каде што и самата просторија создава еден друг внатрешен немир. Така да во галеријата и самите деца редовно доаѓаат и преку тие работилници да создават и постојано ги бараат повторно тие активности. Сега веќе тој проект ни е завршен, но за голема благодарност, голем интерес пројави сега амбасадорот на Бугарија, кој што виде голем потенцијал во тој проект и се надеваме дека во следните 2 години ќе се доразвие тој проект преку нивната поддршка. Би препорачала секогаш да размислуваат дека се деца на некого и дека треба да го остават овој свет на нивните деца. Секогаш да размислуваат на впечатокот кој што ќе го остават и никогаш да не делуваат со минливи работи, туку напротив да инвестираат многу во себе, бидејќи тој е периодот кој што никогаш не се враќа, периодот кога ние се образуваме, максимално да го искористат за да бидат позитивни примери во општеството. Значи, голем оптимизам, голема работа и голема визија за иднината која што си ја трасираат и да ја следат за да бидат успешни во нашето општество и да бидат добри примери кои што треба да бидат следани. Дита, јас ви посакувам да ви се реализираат сите зацртани планови, она што досега го ветивте, во најголем дел го исполнивте. Ви посакувам да си ја завршите лично вашата изложба, никогаш да не сопрете да сликате, а најмалку да сопре вашиот ентузијазам во секоја работа со која што се зафаќате. Ви благодарам уште еднаш за ова интервју и се гледаме веќе на следната убава изложба. Ви благодарам многу уште еднаш, Бранка, секогаш е задоволство да се биде дел од вашето време, поготово во ова издание преку емисијата.